Интервјуто се приближува. Совет број 7. Направи добро CV. Визуелната презентација за себе е клучна за да бидеш поканета на интервју. Може би си прочитала дека денес CV-ата често се скенираат со алатки базирани на вештачка интелигенција. Дури кога човек ќе го погледне твоето CV, тоа обично трае само неколку секунди. Тоа значи дека твоето CV треба да биде добро структурирано и да го привлече вниманието на лицето кое има ограничено време за да го разгледа. Ако не си сигурен од каде да почнеш, едноставно запиши се на хартија. Твоето искуство, важни датуми. Ако имаш дисграфија, можеш да користиш гласовни алатки пред или по пишувањето. Ако имаш дислексија, можеш да користиш алатки како ProWriting Aid или ChatGPT за проверка и корекција на текстовите. Кога станува збор за визуелната презентација, постојат многу корисни алатки, како на пример Canva. За почеток, можеш да го користиш Europass шаблонот. Откако ќе завршиш, замоли некој да го прегледа и да ти даде повратна информација. Совет. Кога ќе го завршиш твоето прво CV, побаре мислење од друга личност пред да го испратиш. Совет број 8. Користи алатки кои можат да ти помогнат. Веќе споменавме алатки како ProWriting Aid и ChatGPT. Можеш да користиш и други алатки кои проверуваат правопис и граматика, а се специфични за твојата земја. Но не се потпирај целосно само на овие алатки. Понекогаш, нивните предлози не се најдобри и можат да направат твоето CV да изгледа чудно. Исто така, можеш да користиш текст во говор, text-to-speech алатка, која ќе ти овозможи да го слушнеш твоето CV и полесно да забележиш делови што не звучат природно или треба да се подобрат. Совет број 9. Избегнувај предолго споделување на информации. Направи проба. За време на интервјуто е одлично да бидеш комуникативна, но внимавај да не споделуваш премногу информации. Преголемото споделување може да се случи кога сме вознемирени, кога ќе заборавиме што сакаме да кажеме или кога се обидуваме да ја прикриеме нашата несигурност. За да го избегнеш тоа, направи проба на интервјуто со пријатели или членови на семејството. Така, ќе се чувствуваш посигурно и ќе знаеш што и како да кажеш на вистинското интервју. Совет број 10. Избери соодветна облека. Сигурно веќе знаеш за ова, но добро е да се потсетиме. Надворешниот изглед е важен. Изборот на облека може да биде стресен, затоа не го оставај за во последен момент. Подобро е неколку дена однапред да испробаш неколку комбинации. Избери облека што одговара на позицијата и на стилот на компанијата. Така ќе покажеш дека си подготвен и дека имаш професионален пристап. Совет број 11. Направи истражување. Пред да одиш на интервју, а уште подобро пред да го напишеш своето CV, изгуглај ја компанијата и потенцијалниот работодавач. Ова може многу да ти помогне при одговарањето на прашања за време на интервјуто. Провери ги вредностите на компанијата, начинот на кој се представува онлайн, дознај дали компанијата веќе вработува лица со ADHD или дислексија, можеби ќе најдеш корисни информации на LinkedIn. Секоја информација што ќе ја најдеш може да те биде од корист, затоа направи истражување. За време на интервјуто, потенцијалниот работодавач може да те праша: дали имаш прашања за нас? Биди подготвена за ова. Можеш да поставиш прашања како: дали компанијата поддржува професионален развој? Дали ќе треба да патувам како дел од работата? Дали постои можност
подоцна да преминам на друга позиција. Биди подготвен да одговараш, но и да прашуваш. Совет број 12. Запиши ги твоите одговори. Кога се подготвуваш за интервју, запиши ги можните прашања и твоите одговори. Ова ќе ти помогне полесно да се потсетиш на информациите за време на интервјуто и ќе ти помогне да бидеш посмирена. Запиши ги, прочитай ги неколку пати и вежбај ги на глас. Така ќе се чувствуваш посигурно и поподготвено кога ќе дојде моментот на вистинското интервју.